Почитуван заменик министер, почитувани колеги и пратеници, почитувани новинари, медиуми, почитувани гости. ВМРО ДПМН е на почеток на својот мандат. Кога дојдовме, буџетската каса беше руинирана, ограбена, опустошена, најнародни кажано, оплячкана. Буџетот потрошен на среде година. Државата тргната на кај банкрот и амбис. Секојдневно слушаме од која институција колку пари се проневерувале и за тоа се водат истраги и предистраги. Неколку милиони евра само во фондот за иновации. И сето тоа се случувало изминативе 7 години. Сето тоа се случувало под палка на власта предводена од СДСМ и ДУИ, односно структурите кои седат тука пред мене, кадри кои доскоро беа на високи државни функции и учествуваа во работата и трошењето на парите на граѓаните. Бидејќи ве слушам со денови како се пењавите, дека буџетот бил лош, неразвоен, недомаќински и така натаму, сакам да ве прашам кратко и јасно. Не ли ви е срам? Дали не ви е срам да зборувате за тоа? Дали не ви е срам да се слушате меѓу себе како го зборувате тоа? Па 7 години креирате буџети, кој од кој поголем и пообемен. Додека буџетот се зголемуваше од година во година, капиталните инвестиции и брутто домашниот производ се намалуваа. Додека буџетот се зголемуваше, народот и државата осиромашуваа, а богатството на вашите функционери се зголемуваше. Наместо да ви беа важни инфраструктурните проекти, вам ви беше важно ваши блиски да земаат тендери со дупло повисоки надреални цени или пак ваши високи раководни лица од партијата да купуваат имоти, пространство и да отвараат фирми. Малку треба да се засрамат сега колегите од СДСМ кои го говорат за буџетот кој го понесовме сега. Зошто? Затоа што ако имавте искрени намери да нешто се смени, ќе го направевте тоа изминатите 7 години. Имавте 7 години да реализирате се што сега зборувате, наместо да крадете. Ако имате малку джентлменска и рационална политика во вас, свесни ќе бевте дека треба да бидете конструктивни. Ама малку. Ама барем малку бевте сигурни во она што го говорите дека буџетот за 2025 е неразвоен, недомаќински слично, ќе оставите да се изгласа, а подоцна ако бевте во право со аргументите, ќе имавте тежина за тие критики. Вие сега немате никаква тежина и ви се смејат сите дека водите само гола политика. Но за жал, вие знаете дека ништо тоа што го говорите не е вистина. Вие знаете дека ова е обратното од тоа што сте правеле, а вие освен грабеж не правите ништо друго. Овој буџет се бори со сето она што вие го правевте и затоа не ви се допаѓа. Овој буџет се бори со сивата економија, се бори со криминалот, се бори за напредок и повисок економски раст, наместо вашата пропаст, која што ни ја понудивте и прикажевте изминатите 7 години. Од овој буџет граѓаните ќе видат бенефит преку инфраструктурни проекти. Ќе се оптимизира дел од јавниот долг кој не го оставивте. Ќе има реално повисоки плати и пензии, а не нереално како што вие замислувавте, затоа што и не погледнувавте ни на вистината во очи. Од овој буџет бенефит ќе видат и пензионерите, и студентите, и вработените, и земјоделците, и стопанствениците, и граѓаните од центарот на Скопје, и граѓаните во Сопиште, но и сите граѓани во најзапуштените места без разлика на нивната политичка или пак етничка припадност. Претходно бенефит од буџетите на СДСМ има само функционерите од СДСМ и неколку семејства од Струмица. Сега не е така и затоа сте толку исплашени. Затоа што знаете дека новиот буџет е функционален. Затоа што знаете дека е развоен и затоа што знаете дека ќе биде основа за да ве фрли на политичкото буниште во следната декада. Затоа што знаете дека долги години ќе бидете опозиција. Затоа што сега некој ги прави работите домаќински и поразлично од вас. Ќе ви дадам еден совет. Најпрвен, поставете јасни политики кои ќе бидат носилки на вашата идна опозицијска борба. Останете константни и конструктивни. Па може ќе почне некој да ве разбива сериозно. Нашиот столб за економски раст беше приоритет од првиот ден. Затоа и сега се имплементира со новиот буџет. Ние сме константни, доследни и сериозни во нашите намери. Тоа што ветуваме, тоа реализираме сега. Време е и вие да почнете да размислувате така, затоа што вашево критикување на буџетот и се останато е само една гола политика и трошење на време.
Затоа и никој не ве сваќа сериозно. Ви благодарам.